Целогодишниот период е одлична шанса да се искористи за некое патување и многумина го прават тоа. Освен што треба, нашето слободно време да го искористиме на еден убав начин и рекреативен начин, сепак убаво е да внимаваме и на сите оние здравствени ризици кои што ги носи самото зимско патување. Што поточно треба да содржи нашата патна аптека и кои се најчестите здравствени ризици кои што може да се појават при самото патување и нашиот зимски одмор? Во продолжение слушаме многу повеќе од мојата денешна гостинка, доктор Мира Атанасова. Да ја посакаме добро утро. Добро утро и на вас и на вашите гледачи. Мило ми е што не излеговте во пресред да говориме на актуелна тема во овој период. На самиот почеток ќе прашам генерално што треба да содржи нашата патна зимска аптека, односно што би можело најмногу да ни биде од корист. Така. Зимскиот одмор мора добро да се испланира. Тоа секогаш го коментирам и со нашите пациенти, дека е голема обврска еден зимски одмор да се испланира, бидејќи имаме ситуации кога се патува со мало детенце, бебенце, доенче, имаме ситуации, имаме и поголеми дечења предшколски, школските деца веќе се поздрави за нас као педиатри. Меѓутоа мораме да спомнеме за некои ситуации кои што мора особено мајките да внимаваат кога се планира еден зимски одмор, што да се понесе во оној НССР кај што ќе се стават најосновните лекарства за потреба, за не дај Боже што велиме, ако затреба да имаат при рака. Верувам дека доста зимски центри и во држава и вон нашава држава се добро опремени, снабдени со се, може имат и лекарски екипи, меѓутоа не е нам одмет да си носиме со себе нешто што е најосновно. Секош како педиатри советуваме, бидејќи верувам мали деца ќе престојуват на планина, на висока надморска висина, не е на одмет да се носи парацетамолски препарат, може да биде во облик на сирупче или во облик на таблета, зависно од возраста на детенцето. Нека има и замена за тој парацетамолски лек, најчесто бруфенските препарати ги советуваме, затоа што не се знае кога едно дете ќе изненади со покачена температура или ќе се пожали на некоја болка. Така да тоа е најосновното нешто што се става во тоа НССРче. Потоа сугерираме да се понесат електролитите и пробиотиците, затоа што вие не знаете кога ќе тргнете на пат, дали за време на патувањето, дали кога ќе стигнете на одредена дестинација, ќе има случај да вашето дете има потреба додатно да пие течност, тука електролитот ќе ни помогне, Знаат сите што содржи еден електролит, ќе содржи основната супстанца шеќер, сол, бикарбонатите ги содржи, така да на најдобар начин и најведнаш што се може и ургентно да се истретира дете што губи течности, замислете во вид на пролив, повраќање или температура, електролитот мора да им е при рака на родителите. Од друга страна, демнати опасности и за време на патувањето и таму кога ќе се стигне на дестинацијата, да се случат и оние диареални синдроми, така да тука не се спасени нити возрастните, да не речам. Мора при рака мајките, велиме секош да носат и пробиотик, а пробиотикот е наш пријател. Он помага на нашата цревна рамнотежа, помага и за добро здравје и за имунитет, пробиотикот би бил основно нешто што се носи во тој НССР. И сега има и доста ситуации кога не прашуваат дали да се понесат и друг тип на лекови. Најчесто се расправаме околу тоа дали да се понесе антибиотик или не. Кога се работи за мали деца, верувајте, родителите нема да знаат кога да дадат антибиотик, како да го дадат, зошто да го дадат. Тука во таков престој на планина, на високо место, на чист воздух, верувам, ќе биде многу исклучително ретко некој дете да заболи од бактериска инфекција па да треба антибиотик да се носи. Така да не е потребно во тоа НССРче да се стави антибиотикот. Повеќе би рекла дека може да се носи некој раствор за нос, спрејче за нос, антихистамински лекови, некој дете може да изреагира или со осип, со алергиска реакција, така да пожално е антихистаминик и некој спреј за нос да се носи, отколку да се носи антибиотикот. А од друга страна, кога се престојува на висока надморска висина, воздухот е чист, сонцето силно грее, тука ќе имаме изложеност ние од инфрацрвени зраци, ќе имаме изложеност и од ултравиолетово зрачење, горе нема облаци, немаме тие слоеви за заштита, така да несомнено има опасност во наводници и од изгоретини. Тие што почесто престојуваат на планина, на зимскиот период, многу знаат и добро им е познато
колку може таквите опекотини да им направат проблем за време на престојот. Така да, иако е зима, советот е од нас да си понесат креми кои што се со висок фактор за заштита од сончевото зрачење, а има и креми во нашите аптеки за заштита на ветровито делување, значи таму и ветровите се, предпоставам, силни. Такви креми и такви препарати има во наши аптеки и советуваме да понесат. И веќе напоменавте за сончевите зраци, па тука на некој начин ќе ја поврзам и самата облека. Да, треба да носиме топла облека за да се заштитиме од студот, но и од сонцето. Нели со цел да не добиеме изгореници кои што можеби на крај памет ни се во овој период, но генерално може да се случи такво нешто. Кажете ми, дали според возраста на детето треба да внимаваме на тоа како ќе се облече во зимските денови? Децата треба да бидат добро облечени и на тие температури верувам на големи надморски висини, сигурно е 0 степени па дури и под нулата. Тоа ќе подразбира децата да имаат скафандарче, да имаат шалче, капа и добра чизма. Велиме добра чизма со добра подлога, затоа што сме имали у пракса и ни носеле деца со смрзнатини, што исклучително е ретко. Меѓутоа мора да спомнам дека освен опекотините, ние сме имали случаи кога крајните делови на телото кај децата, пошто тука циркулацијата е многу нели мала, они имаат мали крвни садови, знаат да се случат и изгоретини, а многу ретко ги спомнуваме и смрзнатените, ама мора се внимава, значи соодветно спрема возраста на детето и соодветна облека. Пред самиот крај кратко сакам да напоменаме нешто и за опасностите кои што следат при практикување на зимскиот спорт. На што најмногу треба да внимаваме и што да направиме доколку дојде до некоја непосакувана ситуација? Кај што има деца, секогаш тврдам дека треба да има големо внимание, широко отворени очи. Децата се секогаш и љубопитни, сакаат се да пробаат, се да видат, се да вкусат. Кога се престојува на планина, верувам таму ќе има скијање, ќе има санкање, ќе има одење по лизгави површини, по угорници, по удолници. Тоа се подразбира по дефолт дека тука мора малци родителите да бидат спремни за не дај Боже повреди од типот на посекотина, нагмечување, а најлошите повреди, ја не ги посакувам на никој, да се случи некоја фрактура. Најчесто децата кршат рака, фрактура прават на подлактичната коска. Таа е фрактура локотипи која викаме, затоа што паѓањето е секогаш рефлексно со подпирање на раце. Значи најмалце посакувам фрактури и повреди, меѓутоа не е на одмет заради таквата ситуација што би ги очекувала нашите дечиња на одмор да се понесат и неколку препарати. Верувам родителите сите ги обучуваме да понесат фластарче, завој, да понесат и или најосновните препарати што се и од антибиотски масти и креми, тоа не е на одмет да се носи. Фрактурата е стварно најтешка повреда која што ќе мора да се верифицира од страна на лекар, на лекарска екипа. Првата помош би била ако такво нешто се случи, таков пат што е нели во ризик да биде таква повреда, да се имобилизира местото, да нема движби на таквото место. Ви благодарам за одвоеното време и за сите овие корисни совети. Ви благодарам и на вас. За сите оние кои што имаат план да патуваат во зимскиот период, односно за време на божикните и новогодишните празници, верувам дека овој разговор им беше од корист, со оглед на тоа дека дадовме навистина добри совети за тоа како правилно да ги заштитиме дечињата од сите оние непосакувани здравствени состојби кои што следат во тој зимски период, но исто така и што да содржи нашата зимска патна аптека, но и превенција од сите оние повреди кои што би можеле да се случат доколку практикуваме зимски спортови.